Најава за изградба на прифатни центри за мигранти од Африка и Азија во соседна Албанија го вклучи алармот кај македонската заедница кај нашиот западен сосед. Од Македонската алијанса за европска интеграција за телевизија 24 потврдија дека одлуката на албанската влада веќе ја оспориле пред Уставниот суд во Тирана. Председателот на партијата, Васил Стериовски, истакна дека ваквиот потек на албанските власти е спорен по повеќе основи, но како клучен аргумент го наведува фактот дека општина Пустец, каде што е предвидена изградба на 3 прифатни центри, е населена претежно со етничко македонско население. Предвидена во Управниот суд во Тирана ја обжаливме ова одлука на албанската влада и веруваме дека ќе падне на судот, затоа што има многу елементи. Пред се прво, општина Пустец е дел од националниот парк на Преспа, со цела територија на општина Пустец е национален парк, е Рамзар област, исто така е пограничен резерват на биосферата, прогласен од УНЕСКО, Охрид, Преспа, целиот регион во 2014 година. И другото тоа што самата Албанија има закон за заштита на правата на малцинствата, каде член 16 категорично дека не може ниту една албанска влада да превземе мерки кои би променили етничката структура во областите каде што живеат малцинства. Стериовски предупредува дека прифатните центри во средини со доминантно македонско население може сериозно да ја нарушат безбедноста кај локалните жители. Според него, реакцијата на партијата е целосно оправдана и има за цел заштита на интересите и правата на македонската заедница во Албанија. Овие 3 центри се меѓу селата, значи впрочем, во двата центри се користат училишните дворови на училиштата кои што се активни, кои што има ученици. Другиот центар е исто до блиску до едно друго село, до Зрновско и до езерото, така што нема никаква логика и од безбедностен аспект. Пред се, значи, ти меѓу населено место да отвориш и училишта, да отвориш приватни центри за мигранти кои што би дошле од афрички, азијски држави и знаеме кој вид на нелегални мигранти, тие што ќе се фатат на преку планина кои што им ќе минуваат, не дека тие што ќе дојдат официјално преку граничните премини, значи се работи за тој вид на мигранти да ставите меѓу, не знам, во дворовите на училиштата, така што нема никаква логика ова. И верувам дека и на суд фактот ќе падне. Инаку, албанската влада во декември минатата година официјално го одобри националниот план за непредвидливи ситуации за мешани мигрантски текови за периодот од 2026 до 2028 година. Од владата во Тирана, документот го оценија како стратешки, со цел на времена подготовка на институциите за справување со можен пораст на мигрантски текови на територија на државата. Темата за миграција беше отворена и на македонскиот политички дискурс и предизвика лавина на реакции помеѓу власти и опозицијата, откако беше актуализирано во британските медиуми, но периодов можната миграција во земјава стивнува во јавноста.